Еве ни со последниот разговор за денеска. Се видовме од прилика пред месец дена, така некако, и од тогаш до денес сме во така некоја убава комуникација за уште поубави работи да ве најавиме заеднички. Денеска го имаме нашиот познат оперски пејач Иван Наумовски, кој што најавува многу убав, голем концерт кој што ќе се случува оваа среда на 17 април со почеток во 20 часот во Музеот на македонската борба, поточно Музеот на ВМРО. Иван, добре ни дојде. Свете, добро те најдов, ти благодарам за поканата во емисијата. Иначе многу убави вака енергија имаме уште пред месец дена кога се запознавме. Кликна зашто сме комуникативни личности, ете ништо не е случајно. Така, и тогаш го споменавме тој момент за случајностите. Нешто се уклучи и тоа и ова веројатно ништо не е случајно. Ајде вака за мост, бидејќи спомена и пред малку и Марко, и јас и ти кога зборувавме, споменавме за мост, тоа е всушност или така е најавен концертот кој што ќе се случува оваа среда. Ми велиш има и приказна. Зошто е мост? Може и плакатот, бидејќи го пративме за гледачите да го споделиме? Има приказна и го очекував ова прашање, да знаеш. Насловот на концертот е Мост, затоа што пред се имам не сакав превише да ги комплицирам работите, сакав да бидат едноставни, но сепак да бидат со една позадина, со еден субтекст, кој што и сакав и на крајот на концертот така да го подобјаснам, еве ќе го објаснам и сега. Тоа е едно уметничко име, односно Мост е главниот наслов, но субтекстот на целиот концепт и на целиот концерт кој што е исполнет со уметнички песни е именката љубов. Зошто? Затоа што се пее за љубовта према саканата личност, затоа што се пее за љубовта према Бог, се пее за љубовта према татковината, се пее за љубовта према сите оние нешта кои што за небото, за дрвјата, за природата, во сите можни облици едноставно. И секоја песна си има значење за некоја емоција во животот што не обкружува или некој настан кој што ни се случил во животот, некој наше искуство кое што сме го поминале, например. И јас навистина ги практикувам највеќе во Македонија рециталите со уметнички песни. Зошто? Од причина затоа што ние немаме некоја изразита традиција, изразита култура да правиме таков тип на концерти со уметнички песни. И сметам дека треба тоа што поприсутно да биде во Македонија, од причина што кога се прави рецитал со уметнички песни, има двајца луѓе на сцената. Пејачот и пијанистот или пијанистката, како сакате, или пејачката е во овој случај пејач и пијанистка. И како уште у старт да се крши оној замислен четврти зид и се случува една многу интимна атмосфера и публиката се поврзува со главниот протагонист, што би се рекло, и исто така јас, еве како личност, како уметник, се поврзувам со публиката. Операта исполнета со прекрасни приказни, со феноменална музика, сосема нешто друго. Тоа е многу грандиозно. Операта е не може толку интимно човек да се поврзе со опера, затоа што има огромен оркестар во операта. Многу луѓе во операта, многу луѓе на сцена. Се едноставно премногу и мора. Тоа е една многу голема тимска работа и има сосема различен вид на синергија отколку што има рециталот со уметнички песни. И јас искрено највоодушевен во мојот живот сум бил секогаш кога сум идел на рецитали со уметнички песни. Нема да заборавам 2014 година, многу бев уморен и во град се случува ова и во Музик Ферајн во град. Сајмон Кинлисајт имаше концерт, Винтер Рајзе, циклусот од Шуберт го пееше. Многу бев уморен и си велам, леле, кој ќе иде? Ама некако најдов снага и отидов. Не беше нешто посебно полно што ми изненади оне голема звезда. И си велам, ај ќе го видам како се движи, како зема воздух, каде зема воздух, затоа што јас во тој момент го работев тој циклус од Шуберт. Си отишол и од поинаков аспект да го доживееш сето тоа. Апсолутно. И во средина на рециталот така помина 25 минути до половина час и си велам, чекај малце, јас требаше да го гледам човекот што при како прве. Јас уствари уживав до таа мера што воопшто не ги заприметив тие работи и сватив дека техника на пеење, интерпретација, израз, сето тоа може да допринесе до нешто за јас навистина да се изгубам и да уживам едноставно, а највисоката форма на сето тоа кога ќе се склопи, односно таа синергија кога ќе дојде помеѓу пејачот и пијанистот на сцена. И таа интима кога ќе се случи, таа интимна атмосфера, односно тогаш доаѓа до највисоката форма на уметност и човек ужива едноставно. Не постојат ноти, значи, не постои математика. Значи, ти ќе уживаш на сцена и луѓето ќе уживаат
во публика. Јас секогаш уживам. Да, се гледа и во разговоров, се гледа со каква енергија со страст го раскажуваш сето тоа. Неколку пати споменавме синергија помеѓу тој што е на сцена и пианистот. Да. Да ја споменаме само професор доктор Елена Атанасовска-Ивановска, таа ќе те придружува на пијано. Како и секогаш во Македонија, уште од мојот прв концерт, апсолутно ќе ја споменеме, уште од мојот прв концерт 2009 година што го имав јас во Македонија, па се до ден денес, секогаш кога сум во Македонија, секогаш најмногу сум практикувал со неа да свирам, затоа што пред се она ни е еден, она ни е веќе станата вака фамилиарен пријател. Она беше долги години уметнички соработник на факултетот за музичка уметност и сега е професор и еве мило ми е што јас сум колега, односно што сме колеги и можеме така во текот на нашите кариери исто така заедно и понатака да се работуваме. Она е еден прекрасен пианист, прекрасен човек и многу е важно да се најде, знаеш како се правиот пианист кога се прават вакви концерти, мора да дишете заедно. Ја на пример кога ќе земам воздух, знам дека Елена уште во старт знае што конкретно ја сакам со фразата да правам. Одма знае, едноставно тоа се случува, тоа е нешто што не се учи, тоа е нешто што уште во старт треба да како јинг и јанг, треба да кликне вака, да се поклопат коцките. Да. Ако е Елена во Македонија, тогаш кога си бил надвор, која е таа особа со која што мора да кликнете за да биде тоа така како што треба? Па би издвоил... Да тече убаво, гладко, да биде убаво приемчиво за публиката, ти да уживаш, сите да уживаат. Пред се мора да е одличен пианист. И мора да знае да соработува со пејачи. Зошто? Затоа што не смее да свири на начинот на кој што би се извел, не знам, Рахманинов трети концерт или Бетовен Гедур четврти концерт. Например, секогаш мора да има сооднос помеѓу гласот и динамиката на пијаното. Би издвоил двајца пианисти, едниот е Дитер Паер, нема да го гледа интервјуво зашто е во Република Австрија, он е професор на Универзитетот МДВ во Виена. Прекрасен човек, прекрасен мој пријател, ми беше професор долги години, со него имам така доста соработувано и еден многу добар пианист од Париз. Он е грк, Димитри Василакис, со него настапував веќе два пати на Le Musical de Quiberon, односно на музичкиот фестивал во Киберон во Франција. Тоа е како, да им кажам само на гледачите, тоа е како Хемптонс, како што е Хемптонс за Соединетите Американски држави, така е Киберон за Франција. Точно се наоѓа во Бретања, горе на океан излегува, на Атлантски океан, едно прекрасно место и да ви се пофалам 2025 година, вчера примив порака дека повторно ќе настапам на фестивалот, да. Тоа така лично ме радува, ме исполнува со тие двајца пианисти вака би ги издвоил со кој што се случила истата таа синергија на сцена како што се случува со Елена Атанасовска-Ивановска. Да. Концертот е во среда. Само ќе кажеме накратко што ќе биде на репертоарот и ќе те прашам нешто што ти сам го сподели по социјалните медиуми. Велиш, луѓето често ме прашуваат кога концерт, на вистина до толку те нема тука? Пречесто е. Види, сега ми има повеќе, но сепак со концерти на класична музика ние мора пред се да разбереме, да се бидеме искрени, да разбереме дека Македонија е на мала земја, еден мал пазар. И што поретко се настапува, но со многу подобар, правилен концепт и да се направи на вистина еден бум, што би се рекло, да биде на вистина на многу високо ниво, на квалитетно ниво, треба едноставно, нажалост, поретко да се прават концертите. А и од друга страна пак концертите треба да бидат спонсорирани. Или ќе се пее во Македонска филхармонија или во Македонска опера и балет, или едноставно ќе бидеме од Министерството за култура на Македонија спонсорирани. Овој концерт е спонсориран од Министерството за култура на Македонија и овие концерти се навистина ретки концерти кои што ги правам, затоа што пред се кај мене не се работат кога правам концерти од овој тип, не се работи за некоја, не знам, економска заработка, се работи за мерак, се работи за кејф, се работи за да го пеам тоа што јас сакам да го пеам, не тоа што морам да го пеам, на пример. И затоа овие концерти ги третирам како, сега ќе влезам во екстрем, како мој чеда е вака да кажам, затоа што пеам композиции кои што јас лично сакам да ги пеам и форма на концерт, односно форма на рецитал, исполнет со уметнички песни, кои што е па не е ретко, скоро и да го нема во Македонија, реално да бидем искрени, а е голем дел од културата во земјите со германско говорно подрачје. А на репертоарот, да споменеме, ќе го започнам концертот со две прекрасни композиции на Рихард Штраус, потоа следи една премиерна композиција во Македонија која што ќе се изведува од Александар Цемлински. Значи имаме различни векови, различни стилови.
Потоа Извини, концептот е твој? концептот е 100% мој. Потоа идат 4 прекрасни композиции од Јоханес Брамс за да следи еден циклус Опус 2 од Албан Берг. Со 4 композиции, точно, и потоа имаме ни 3 композиции од Шуберт кои што се со митолошката тематика. Потоа следи тука една многу кратка пауза и јас секогаш сметам дека тоа е и мојата судбина, затоа и животот некако ме врати тука, да ја негувам музичката традиција во Македонија, да ја негувам македонската музика и да негувам македонската современа музика и затоа ги имаме и двајца македонски композитори, маестра Дарија Андовска, која што е декан на факултетот за музичка уметност, моја колешка каде што јас работам, и нашиот врвен композитор господинот Пандеш Шахов, кој што напиша еден циклус специјално и ќе го затварам концертот со неговиот циклус, 3 љубовни песни од македонскиот фолклор. Голем поздрав до него, он е моментално во Лондон, он предава на Royal Academy College, односно на Кралскиот колеж предава. Композиција веќе долги години таму и искрено мило ми е и чест ми е што македонски композитори, македонска музика премиерно можам да изведувам во Македонија. А мене ми е многу мило вака кога ќе слушнам успешни имиња кои што творат по светот, ама никогаш нели не ја забораваат татковината или земјата од која што доаѓаат и од каде што потекнува се. Ти си исто така пример, премалку спомена се вратив, а јас сега ќе те навратам на твоето живење и битисување во Виена. Каков белек има до ден денес? Затоа што тоа е можеби, како да кажеме, храмот на сето ова во твојата професија, така? Значи, една од престолнините. Апсолутно. Јас сум навистина многу благословен. И ти оттаму, настапувајќи во најразлични најеминентни сцени, нели? Сцени, палати, сали, дворци, замоци, буквално, навистина. Во право си, еве, вака кога ќе споменеш некако... Но сепак се враќаш тука. Сето го имам како здраво за готово земено, но кога ќе си го вратам филмот или некогаш кога ќе ми се појави memory на Instagram или на Facebook, кога сум бил негде, кога сум постирал нешто, викам кај сум настапувал, човече, сум заборавил јас сам. Вака, сум бил пред се ЦЦ благословен што сум имал привилегијата да добијам стипендии од моите родители да ме пратат на универзитетот во Грац, на универзитетот во Виена. Универзитетот во Грац е исто така високо ценет во Европа. А Виена е прогласуван универзитетот неколку пати поред, не знам оваа година дали се случи тоа, немам некои информации, за прв универзитет во светот, односно за прв музички универзитет во светот. И навистина тоа е вака кога ќе се каже дека имам еден мастер од таму, односно магистерски студии од Универзитетот во Виена по уметничка песна и ораториум, па звучи така, што знам, звучи убаво кога ќе размисли човек, знаеш како. Да. И ти велам, бев благословен што имав таа можност пред се да видам и да ја почувствувам таа култура. Да доживеам таа култура, точно, и да се запознавам со луѓе од цел свет, да општам, да им кажувам за мојата земја, јас од каде доаѓам, они да ми кажуваат од каде се, што, како. И никој не знае ова, сите мислат дека, не знам, може би се вратив заради тоа што не сум можел таму да се снајдам или нешто, но еве, јавно ќе си кажам, јас до ден денес имам феноменални контакти во Виена и најубавиот дел од мојот живот јас го поминав во Виена. Не можам да кажам дека во Македонија ми е лошо, во Македонија е поубаво, но на друг начин е поубаво. А во Виена искрено тие 7 години кои што ги поминав беа прекрасни и навистина би сакала еден ден еве да седнам во некој интервју и саат време да зборам за Виена од моментот кога стапнав прв пат на тоа тло и додека си отидов. Па прв пат искрено отидов во Виена со мојот најдобар другар Патем, сега сум му кум на него и на неговото дете секако. 2012 година да учиме германски јазик, ама некако не учевме, други работи правевме. Повеќе шетавме, нормално со друштво. А прв пат отидов да студирам во Виена март 2000... Така требало да биде, си се вратил повторно. Да, декември 2016 отидов прв пат, а приемниот ми текнал ми беше крај на февруари, почеток на март 2017 година. Но генерално во Република Австрија 10 години поминав се на се и ме изгради како личност. Најбавиот период од мојот живот најбавите години, они од 20 до 30 години ги поминав таму.
И сега не жалиш што си тука, Ау, не, така? никогаш не би се тоа ми вратил. спомена Никогаш не би ја претходно. напуштил Македонија и ќе се навратам кај ова што го кажа дека треба никогаш да не забораваме од каде сме. Да. Па пред се тоа не ни смееме да забораваме затоа што сметам дека од домашно воспитување тоа многу потекнува. И секој човек кој што ќе збори лошо за Македонија, тоа значи дека сега ќе бидам малце радикален, дека си плука во бунарот од кој што пил вода. Тоа е многу лошо. И јас не би сакал на пример да мислам би го променил мислењето за некоја личност која што би кажала за својата земја дека не е добра или не било добро образованието или ова не било добро или она, мислам, кажи ми нешто што е добро за твојата земја, да сакам да ја посетам, мене не ме интересираат тие работи. Лошите работи секој пат треба да ги ставиме на страна и Апсолутно. да се фокусираме на Да се гордееме со најбоите работи. на Јас секогаш сум доброто. зборел, сум објаснувал за Охрид, за Битола, за македонската историја, за македонската традиција, фолклор, култура. Особено во тој поглед колку музика имаме и нели со векови наназад може многу да се зборува за тоа. Знаеш дека сме на самиот крај? Леле, летна Летна е. времето, да. Многу работи сакам да те прашам, ама пак ќе закажеме можеби некоја следна средба. Иако Марко веќе те договори и за во кујна да ни се покажеш. Ќе ти посакам многу успеси. Верувам дека она што ќе го понудиш во среда ќе биде фасцинантно заради тоа што пред се ти ќе уживаш, како што сподели, а тоа кога нели ќе го восприеми публиката на најсоодветен начин, уживањето ќе биде загарантирано за сите. Ја спомена Франција, можеби ли само да најавиме нешто друго, што ти е вака во блиска иднина, можеби конкретизирано, со оглед на тоа што се подготвуваше за мост ќе се случи во среда, меѓутоа што понатака? Види, има навистина концерти, но јас сум човек што јас сум малце прагматичен човек и секогаш сакам да се случи нештото, односно да рипнам па да кажам хоп. Да кажеме дека почеток на септември нема да бидам одржава, веќе има еден настап каде што исто така ќе се пеат премиерни македонски композиции, далеку од Македонија, од Европа ќе виде тоа, ама дај Боже ете првин. И од Европа? Да, ете првин да се случи, па потоа ќе кажам како што велам ќе рипнам, па ќе кажам хоп. Но еве јавно ќе искористам оваа прилика ако имам уште неколку секунди да ги поканам, која камера сме? Оваа камера сме, така точно. Свети, да, благодарам. Да ги поканам сите гледачи на малите екрани, среда, 17 април. Почеток 20 часот, Музеј на македонската борба или понашки Музејот на ВМРО. Влезот е слободен, ве очекувам сите, тоа е концерт кој што го правам по мој кејф, односно со Елена Танасовски Ивановска го правиме по наш кејф и без сомнение ви па можам да ви ветам дека ќе уживате во класичната музика, односно во височеството на уметност нејзината класичната музика. И па поубаво не можевме да се одјавиме и да ми одјавиш емисијава. Ти благодарам. Јас ти благодарам тебе од срце. Не се сомневам дека ќе биде вистинско уживање. Да не надополнувам јас поубава најава за својот концерт не можам јас да дадам од тебе. Ти благодарам и навистина се радувам за сите наредни средби што ќе ги имаме, а ќе бидат со добри поводи заради тоа што правиш убави работи. Цеца, јас ти благодарам од срце за поканата во емисија. Во искрено уживав, се надевам дека не зборев многу брзо за тоа што го знае времето, колку интервалот колку има. Ама може и така треба за да во тоа малку време што го имаме кажеме се што можеме. Сакав се да кажам искрено и многу повеќе би кажал, едноставно многу ми иде муабетот со тебе и се надевам дека ќе имаме прилика уште подолг муабет следен пат да си направиме. Ти благодарам. Интензивни се подготовките овие ден и пол пред концертот, така што те праќам таму каде што те праќам да одмориш или можеби да да поработиш. Ама како и да е веројатно во среда малку ќе здивнеш пред концерт. Па многу малку. Искрено многу малку. Не, види, концертот генерално е спремен, апсолутно е спремен. Треба да се видам само со македонските композитори за да поработиме во некои детали кои што они сакаат да ги слушнат. Тоа исто така многу интересно да се работи со композитори чии што дела се пеат. И спремни сме среда 17 април 20 часот Музеј на македонската борба влез слободен. Да не продолжуваме, пак отвораме нови теми, ми велат крај. Ти благодарам многу. Ти благодарам на тебе. Вам, драги гледачи, ви благодарам што не проследивте од самиот почеток. Со овој разговор денеска ја заокружуваме денешната понеделничка утринска на Телма.